Почитувани представници на Форум Институтот за менеджмент и на Академијата за банкарство и информатичка технологија, почитувани професори, представници на бизнисот и јавната администрација овде присутни, почитувани учесници на конференцијата. Пред се благодарам за укажаната можност да говорам на отварање на оваа прва меѓународна контролинг конференција, меѓународни стандарди за контролинг, имплементација во пракса, во организација на Институтот за бизнис и менеджмент Хајделберг Скопје и на Академијата за банкарство и информатичка технологија. Мене особено ми е значаен фактот што со овој настан во Република Македонија отпочнува со работа високо специализирана образовна институција, Институт за бизнис и менеджмент Хајделберг Скопје, која во главниот град на нашата земја ја основа форумот Институтот за менеджментот Хајделберг, Сојузна Република Германија, една од најзначајните високообразовни институции од овој тип во светот. За угледот на форум Институтот за менеджментот Хајделберг, како меѓународна група на институти што се занимава со обука на корпоративни специјалисти и директори, како и на студенти на специјалистичко образование, зборуваат фактите: 1500 настани годишно, 4500 семинарски денови и 20.000 учесници годишно, првокласни предавачи и актуелни теми. Една од најважните карактеристики во работењето на овој институт е тесната врска со праксата, односно со бизнис и предприемачката реалност и вкрстувањето на таа пракса со најновите трендови од економската наука. Оваа карактеристика е од изворедно значење за промоцијата на предприемништвото како современа деловна и развојна филозофија на приватните и јавните, на стопанските и нестопанските предпријатија и на профитните и непрофитните организации. Како може врската меѓу бизнисот, владините политики и образованието да создаваат услови за силни, просперитетни општества? Јас ќе тргнам од пазарот. Од слободниот пазар и клучните фактори на слободниот пазар, приватната иницијатива и предприемачите. Сметам дека никој не може да има дилема дека слободниот пазар го поттикнува економскиот раст, создава работни места и ги зголемува приходите. Доколку се обезбедат непречени услови за овие предпоставки, пазарите и приватната иницијатива може да ги овозможат потребното финансирање на нашите врвни развојни приоритети, што произлегуваат и се креираат од стратешките цели на економските политики на владините програми. Правилно искористени, придобивките од иновациите и успешното предприемништво не остануваат придобивки само на приватните инвеститори и на извршните менаџери. Дозволите ми еден едноставен пример за илустрација. Кога биле откриени телефонот, автомобилот и персоналниот компјутер, општествените придобивки далеку ги надминале добивките што си ги оствариле нивните создавачи. Сите дополнителни, бескрајно сеопфатни придобивки од овие приватни иницијативи се од исклучително значење за општествата и за човечкиот прогрес. Тука доаѓа до израз улогата на владите и на владините политики да ги препознаат можностите и потенцијалите на приватните иницијативи и иновативните пробиви во бизнисот и во предприемништвото. Затоа улогата на владите и на низините политики е да обезбедуваат мотивирачка средина за севкупниот приватен сектор, да создаваат и спроведуваат услови за бизнис и за менаџирање со фер и транспарентна регулатива. Од тука неизоставно доаѓаме до следниот заклучок. Доколку сакаме реализација на нашите развојни цели, доколку сакаме да изградиме општество што расте и напредува, приватниот сектор, владите и образовниот систем мора да работат заедно. Мора да создаваат искрено партнерство помеѓу себе. За да ја потврдиме низ пракса оваа неопходност од партнерство меѓу приватниот сектор, владините политики и образованието, односно на придобивките од концептот општества базирани на знаење, ќе укажам на еден пример што еднаш веќе го употребив, но во образованието повторувањето е мајка на знаењето. На крајот од 50-тите години 78% од корејците биле неписмени. До 1970 година приходот по глава на жител достигнал едва $900. Сепак, Јужна Кореја знаеше дека образованието е најдобриот начин да се излече од економската криза.
Затоа се фокусираше на преструктурирање на училиштата и на посветеноста на едукацијата на секое дете. Заедно со паметните, иновативните владини политики и со енергичниот приватен сектор, денес Јужна Кореја има стапка на писменост од 98%, спаѓа во групата земји со високи примања по глава на жител со $26,000 во 2016 година и представува пример за успешен економски развој и модел за другите земји. Светот се менува брзо, а образованието продолжува да го поттикнува растот и просперитетот. Затоа образовните системи мора да се прилагодат со светот што се менува. Имајќи го сето ова во предвид, како и профилот и мисиите на форумот Институт за менеджмент од Хајделберг и нивните партнери, убеден сум дека ова високо образовна институција ќе ги донесе новите трендови во високото специјализирано последипломско образование и во нашата земја. Ви честитам и посакувам успех. Благодарам.